Започна средбата овде во Министерството за правда помеѓу работните групи од СДСМ и представници од ВМРО ДПМН. Пред почетокот на работната средба составена работната група составена од министерката за правда Рената Десковска како и нејзиниот заменик, но и од опозицијската ВМРО ДПМН адвокатот Тони Мекиновски, за кој што од опозицијата велат дека има доста искуство во правосудството. Но овде пристигна и Артен Груби од ДУИ пред почетокот на овој состанок. Тие информира дека на оваа прва средба ќе се најде секако на маса идното решение за законот за јавно обвинителство, а во фокусот е иднината на специјалното јавно обвинителство. Пред почетокот на средбата министерката за правда Рената Десковска рече дека треба да се најде едно квалитетно решение кое што нема да придонесе, нема да има некакви негативни ефекти врз опозицијата, туку вели дека ќе има би требало да се најде едно решение кое што нема да спаси никого од криминал, никого од некакви кривични дела направени претходно. Артен Груби пак рече дека очекува и поддршка од опозицијата, бидејќи се работи за еден закон за кој што е потребно двотретинско мнозинство, и рече дека СДСМ има целосна поддршка од ДУИ во однос на ова прашање, додека пак од опозицијската ВМРО ДПМН адвокатот Менкиновски не сакаше премногу да коментира околу суштината, иако знаеме кои се позициите на ВМРО ДПМН, па овде предлагам да ги слушнеме сите ставови од власта и од опозицијата во однос на денешната прва средба на работните групи. Секако желбата заедничка на Министерството за правда и на владата е да имаме текст кој што ќе значи имплементирани меѓународни стандарди, но секако сите мора да бидат свесни кои што ќе бидат присутни денеска на состанокот, дека под стандардите кои што ќе значат имање на објективно, капацитетно јавно обвинителство и специјално јавно обвинителство како траен орган, не можеме да отидеме, бидејќи носење на закон само за да се донесе без оглед на квалитетот не е нешто што можеме да го оправдаме. Конструктивните забелешки се ние ги објавивме дека недостасува многу ратификувани меѓународни акти кои не се имплементирани и се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик да ги имплементираме истите. Нашите ставови се познати, ние сега зборуваме за закон за јавно обвинителство, не зборуваме за закон за специјално јавно обвинителство, зборуваме за една широка тема и за една многу важна тема за сите граѓани на Република Македонија. Тоа е само еден дел, мал дел од целата. Предлог законот кој што е усвоен во владата на Република Северна Македонија и доставен до собранието е усогласен помеѓу СДСМ и ДУИ и се надеваме дека ќе добиеме и согласноста и на ВМРО ДПМН како и на другите парламентарни групи за постигнување на консенсуален текст на договор кој што би бил усвоен во собранието. ДУИ го поддржува законското решение и се надеваме дека ќе ги убедиме и нашите колеги од опозицијата исто така да ни се придружат до постигнувањето на последниот консензус за основање на специјално јавно обвинителство во рамките на јавното обвинителство. Позицијата на власта и опозицијата се познати практично и од претходно. Од опозицијската ВМРО ДПМН барат да се формира комисија составена од членови од сите политички партии, која што ќе има за цел да направи една ревизија на досегашната работа на специјалното јавно обвинителство, а исто така опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски во неколку наврати кажа дека има сериозни индиции дека специјалното јавно обвинителство има извршено некакви работи незаконски. Додека пак од власта денеска и премиерот Зоран Заев го повтори истиот став дека поддршката дека специјалното јавно обвинителство има поддршка од граѓаните и вели дека треба да се најде едно решение кое што нема да спаси никого од криминал. Вели дека не разговарале досега ниту на средбата со опозицијскиот лидер Мицкоски пред една недела, дека не разговарале околу имиња, туку да се најде едно квалитетно решение. И од опозицијската ВМРО ДПМН рекоа дека сепак се работи за прва средба и дека допрва ќе се знае каков исход ќе има од овие работни групи. Овде предлагам да ги слушнеме изјавите од премиерот и од опозицијската ВМРО ДПМН.
После лидерската средба со лидерот на ВМРО-ДПМН господинот Христијан Мицковски, впрочем и тој го кажа дека има проблем со Катица Јанева и со нејзиниот тим на јавни обвинители. До тука беше, до тука јас коментирав. Дали има тој проблем и со истражителите, со администрацијата, тој треба да ви каже. Јас немам проблем со никој од нив, ниту се сметам да бидам повикан дали имам или немам, кој сум јас, кој е Мицковски, кој сме сите. Ова е сериозна институција на Република Северна Македонија и пред се работи за нашиот државотворен аспект на поставување во формата на одлучување преку репрезенти од нашите политички партии, тоа се пратениците. Република Северна Македонија ќе биде и ќе биде добра држава. Се надевам дека нема да троши време и да губи време. Сериозен јавно-обвинителски систем мора да има. Со помош на меѓународната заедница, на сите експерти имаме прекрасен закон. Со сите укажувања, перфекции од Венецијанска комисија и сето она што е вредно за државата. Од тука и нашата одговорност како чинители во општеството треба да се ја понесеме. Јас верувам дека ова не е преговори, ова се разговори на работни групи помеѓу двете најголеми политички партии, ама ние сме веќе представени преку коалицијата во владата, за да се убедиме сите дека личните предрасуди треба да се стргнеме на страна и да го поддржиме тоа што е добро за граѓаните и за нашата земја. Очекуваме дека власта во овие работни групи и во овие преговори би влегла отворено и искрено со намера да ги прифати образложените факти и аргументи и посочувања за недостатоците во нивните законски решенија, предлог законски решенија, предлог текстови и во зависност од тоа колку ќе е отворена и какви ќе бидат нивните понатамошни активности на власта, ќе знаеме конкретно, како што и најавив пред да има еден, да дојде до овие работни групи, ќе знаеме во која насока Зоран Заев би сакал да се движи Република Македонија, дали кон владењето на правото и на правдата или воопшто кон невладењето на правото и на правдата, не селективно право и правда, борба без борба со корупција и борба со непотизмот. Да, ги слушнавме и позициите и на власта и на опозицијата. Од опозицијската ВМРО-ДПМН како главна пречка во законот за јавно обвинителство ја гледаат Катица Јанева, која што од 2015 година раководи со специјалното јавно обвинителство, додека пак за власта станува збор за едно квалитетно решение, доколку со овој нов закон кој што е дел од реформските процеси, доколку специјалното јавно обвинителство се вклопи во основното јавно обвинителство како независен орган, дека ќе има едни квалитетни, добри резултати и решенија. Практично се работи за закон за кој што е потребно двотретинско мнозинство, односно 80 пратенички гласови. Но како што кажав и на почетокот, ова е само прва средба на работните групи помеѓу составени од владеачката СДСМ и од опозицијската ВМРО-ДПМН.